Со музиката од кавалот, Бакир Мемедов од штипското село Пенуш го поминал целиот свој живот. Вели, попрво научил да свири на кавал, отколку да зборува. Во свирење и изработка на кавали минува неколку часови во денот. И точно знае кое дрво е најдобро за да се направи квалитетен кавал. Од детинство. Цел живот ги прави? Да, цел живот. Шо е марифето у кавалот? Какво дрво треба за него? Од јасено, јасен. Јасен, ама тешко се бушат. Тешко? Да. Колку треба да се направи? Па, цел месец. Зависи од бушењето. Едно кавалче? Да. И колку го продаваш? 200. Но единствениот кавалџија во регионот нема на кого да му ги пренесе тајните на занаетот. За правење кавали, младите не сакаат ни да слушнат. Нема никој, слабо. Никој не. Никој не. Освен што нема кој да ги прави, кавалите нема ни кој да ги купи. Кавалите ја ги продам исто, ама слабо не свират. Нема овчари, нема слабо овчари. Не толку одамна, полињата и планините во источниот регион ечеа од музиката на кавалите. Денес само кавалот на Бекир ја разбива тишината на полињата околу Пенуш. Така ќе биде се додека го држи снагата. Додека тој е жив, ќе живее и звукот на кавалот.